Добро утро за сите оние кои што досега не наследеа, а сега се вклучуваат, бидејќи денешната најголема тема во светот е синоќешниот пад на социјалните мрежи и на целата компанија Facebook со сите нејзини други апликации како WhatsApp и така натаму, Instagram. Така се погоди да ние и така секој вторник ја имаме редовната рубрика Силиконска догина. Добро утро за Христијан Тасевски, со кој ќе се обидеме да видиме за што всушност станува збор. Христијан, вчера кај те погоди оваа вест? беше на социјалните мрежи и нешто друго работеше. Во моментот кога се случи падот, не бев на социјалните мрежи, меѓутоа после тоа обично кога правам пауза од работа, од некои активности, и тогаш забележувам дека доколку нешто не е во ред. Долго траеше ова, речи си 7 часа. Да. Тоа не знам дали е бидејќи не е прв пат да падне Facebook, ама биле во прашање 10 на 20 минути, сега 7 часа. Да, видете, првично она што се забележуваше кај корисниците, доколку пристапувате преку веб апликацијата, едноставно беше невозможно да се пристапи до Facebook, нели како апликација. Доколку пристапувате преку мобилната апликација, имавте можност да ги гледате само оние податоци кои што се кеширани. Тоа се всушност податоци кои што привремено се чуваат во телефонот, нели, додека работите, па веројатно тоа биле податоци кои што последно, нели, сме ги имале кога Facebook работел, ајде така да кажеме. Наредно што е доста интересно, претходно го имаме ние зборувано, меѓутоа повторно се потврди во, нели, особено во Америка, кај телекомуникацијските оператори, голем дел од корисниците се јавиле да пријават дека немаат интернет. Тоа значи, тоа е уште еден доказ дека голем дел од луѓето го поистоветуваат Facebook и Instagram со интернет. И знаете, кога интернетот ни дојде толкав еден домен на можности кои што може да го искористиме, да го поистоветуваме со Facebook, можеби е некогаш недоволно искористен потенцијал, меѓутоа тоа е тоа. Ама тоа е силината на брендот. Ние има луѓе кои што и денеска кои ќе влезат во продавница, бараат кисела вода, скажуваат едно име на киселата вода. Кои ќе влезат, не знам, во друга продавница, така што тоа е силината на брендот. Facebook објаснуваше дека тој пат им се случувал каскадно, дека прво почнале да им паѓаат мрежите негде низ Јужна Америка, ако не се лажам и Америка, па потоа се проширило низ свет. Да, кога станува најчесто кога се прават, видете, генерално во било која професија, кога се работи, можеби е нормално да се направи грешка. Ова доаѓа со апдейтирање на протоколите кои што го утврдуваат тоа рутирање, нели, односно насочување на интернетот, ајде така да го кажеме општо познато. И вчера имаше еден, може да констатираме као еден термин, Facebook се изгуби од интернет именикот. Буквално станува збор за DNS адреси. DNS адреси всушност покажуваат адресата која што вие, нели, човечки разбирлива која што ја впишувате. Тоа е facebook.com, Google, без разлика, нели, која адреса е, тоа е разбирливо за луѓето, меѓутоа тоа за компјутерите не е разбирливо, тие разбираат IP адреси. Во овој именик ние интернет именик, така, нели, ќе го наречам, ние покажуваме која адреса каде треба да рутира, односно кон која IP адреса. IP адресата е составена, нели, најчесто од бројки. При самиот апдейт се случило да во апдейтот на тие рутирачки и табели воопшто го снема Facebook, дури беше во еден момент и слободен како домен, слободен за продажба. Нели беше достапен, па имаше Twitter тука можеби ги доживеа во последниот период најголемите моменти на слава, па таму се пишуваше дека Facebook се продава, нели, доменот и така натаму. Повторно ќе кажам, значи тоа е можеби нормална, би рекол, грешка која што може на секој да му се случи. Проблемот зошто толку време беше недостапен, техничка е грешка, како програмерска, како да кажам. Не е човечка? Човечка е секако. Мислам, сепак луѓето, програмерите се луѓе, нели? Така да, веројатно станува збор за проблем во конфигурација, затоа што најчесто тие рутери, односно тие протоколи се функционираат врз основа на некои конфигурации, така што кога ќе се случи грешка за некои апликации кои што се, нели, широко употребувани, како што е овој случај, или евентуално кога станува збор за некои владини апликации, тие луѓето веднаш ги забележуваат тие грешки затоа што и мал недостаток, мала нефункционалност, нели, на тој сервис веднаш се забележува од сите луѓе. Грешки се случуваат веројатно секаде. Тие 5-6 сати на крајот се сведи на тоа дека во текот, нели, на тргувањето на акциите влијае некои 5-6% за намалување на цената на акциите,
Меѓутоа нормално е. Мислам, велат дека вчера Марк Цукерберг изгубил 7 милиарди долари, што за него е веројатно вака еден прав од рамото, кој што денеска ќе ги надоктади со нови десетина, предпоставам. Да, па веројатно ако ја пресметуваат нели вредноста на компанијата, а вредноста на компанијата ако се пресметува нели преку вредноста на акциите, така некои 5% можеби е таа. Сепак коинциденции има неколку кои што се занимливи и кои што не можат да се одминат. Прво, за денеска е најавено сведочењето на онаја што се вели свиркач од високиот менеджмент на Facebook, кој што го напушти Facebook пред месеци и излезе со цел еден куп од документи кои ги даде на ако не се лажам, на Wall Street Journal да ги објави. Во кој што таа тврди, а потоа даде и интервју за онаа прочуена 60 Minutes, 60 минути телевизиска емисија, во која таа тврди дека Facebook апсолутно ги приоритизира своите профити над јавните интереси и над сите овие теми за фейк ньюс, за дезинформации, за дури за потешки работи, бидејќи парите им се најважни. Некако се совпадна тоа со тоа, се совпадна и уште едно да кажам нешто сега, овие Paradise Paper и така натаму, кои што точно и социјални мрежи се шират и така што се појавија разни сомневања дека сепак ова не мора да биде случајно. Да, може би. Видете, пред да само уште една констатација, нели што сакам да ја кажам пред да преминеме, нели со овие моменти каде што Facebook е буквално главна вест. Дури е главна вест во период кога кај нас е кампања избори, па нели дое некаква технолошка компанија да не е топ вест. Меѓутоа, една важна работа која што не ја спомнавме е зошто толку време нели се одзеде за да се вратат во живот самите табели, рутирачки или протоколите, без разлика како со цел нели за поедноставно да не разберат. Проблемот беше што ние кои што сепак функционираме во време на пандемија, голем дел од IT инженерите во светот работат ремоут, односно од дома, од некоја друга локација. Во моментот кога се наруши нормалното функционирање, се случи всушност да не може да пристапат и самите инженери. А за тоа веројатно некој требаше да има физички пристап. Имаше некои спекулации дека можеби физички не може да се пристапи затоа што сепак и тоа било самиот систем нели за авторизација, автентикација биле поврзани со целиот глобален систем, па и таму мало потешкоти, меѓутоа веројатно и тие знаете. Предпоставам дека протоколите за безбедност на Facebook се многу високи и тоа не е само овие IT протоколи, значи не она што оди низ виртуелна технолошка реалност, туку и физичките протоколи. Не можам да замислам кој знае колку се длабоки бункерите каде што се чуваат основните, како да кажам, сервери, каде што се наоѓаат тие, апсолутно. Тоа се огромни инаку зданија, бидејќи влечат огромна енергија, треба да се ладат постојано, бидејќи тие компјутери кои што се супер моćни предизвикуваат загревања и така натаму. И сега можам да замислам тоа физички човек да се затрча да стигне до салите му треба едно 30 минути под услови да е во комплексот на Facebook. Да, меѓутоа периодов и сите зборуваме за тоа дека ковид пандемијата всушност најмногу можеби влијаеше на IT инженерите да работат од дома затоа што физички не е потребно нели да се присутни во самите простори, така да веројатно и тоа било еден од големите проблеми. Инаку да се навратиме нели на Францис, малку скршнав од темата затоа што сакав ако ова се занимливи до објаснување нели овој дел да го покриеме. Конкретно Францис се појави она што е кај неа симптоматично, за разлика до сега ние сме имали и други кои што тврделе дека има манипулации, дека без разлика дали се прават манипулации со податоци, манипулации со алгоритмите. Меѓутоа Францис успеа да извади илијадници документи кои што содржат истражувања, интерни истражувања во рамки на Facebook, која што нели ги објави, односно ги даде нели на една новинарска куќа да се процесираат, така да кажем. Тука има и една полемика како таа може би има последици некои нели од самото тоа, затоа што сепак тоа се приватни, меѓутоа она смета дека можеби ќе биде заштитена со тие што се кај нив за свиркачи закони кои што нели ги заштитуваат доколку побелодените. Се разбира, се работи за сензитивни, ама се работи од другата страна и за јавен интерес. И тоа е целата таа игра. Затоа и во Америка постојат, како впрочем и кај нас, закони за заштита на свиркачи. Имаме два моменти во случајот нели со Францис. Едниот е како функционираат алгоритмите, другото е што кажуваат податоците кои што ги поседува Facebook, нели, како компанија. Кога зборуваме за податоци, зборуваме за
податоци тоа се веќе big data, кои што не само што чуваат ваши лични карактеристики, нели како корисник, буквално внатре чуваат и навики. Значи, самиот систем со тек на време доволно има информации да знае кој корисник на кои постови реагира, на кои постови можеби не реагира и алгоритмите тука доаѓаат, нели, врз основа на тие информации да изгенерираат содржина која што ќе биде интересна ако за... смеем да ти помогнам, значи сонот на капитализмот е да произведе производ кој однапред е продаден. За да тоа го направи треба да си знае пазарот, да си знае публиката. Facebook компанијата и не само Facebook, има многу други такви, кои што ги профилираат своите корисници, практично прават профили од секој корисник. Не по име и презиме, тие не се заинтересирани за приватното, дали јас се викам Саша Орнановски или Христијан Тасевски, туку како профил на навики. Штом профилирате некого, тој значи можете да го кластерирате, да го сместите во поголеми кластери на профили кои што потоа во таа big data ги продавате на компании кои што рекламираат. И оној што продава паста за заби, или оној што продава автомобили, и оној што продава годишни одмори, купува такви кластери каде што се профилирани навиките на луѓето кои што сакаат да користат оваа паста за заби, оној автомобил и да патуваат. И тоа е големиот бизнис што стои зад социјалните мрежи. Бидејќи јас со студентите кои разговарам, сите тие мислат дека Facebook е бесплатна социјална мрежа, јас им велам дека Facebook наплаќа многу од тоа што тие мислат дека е бесплатно. Тука е интересно кога веќе зборуваме за овие нели податоци кои што ги профилираат, да, нели убава терминологија искористивме. Проблемот доаѓа од таму, всушност, Френцис бил ангажирана во еден дел кој што се вика како проект Civic Integrity. Френцис Коган е инаку поранешен продакт менеджер, значи менеджер за продукти, таа била вклучена во највисоките тимови кои се занимавале со некои стратешки прашања на Facebook. Секако. Еден од проектите бил Civic Integrity, кој што беше користен во текот на изборите, претседателските избори во Америка. Откако изборите завршуваат, Facebook носат одлука дека тоа е веќе некој олеснување за нив, успеале да се справат со дезинформации, негативните вести. Не е тоа само за Facebook. Општо е познато дека секој човек повеќе реагира на негативни вести во однос на позитивни. Тие негативни вести, нели, со самото тоа што влијаат корисниците да направат некоја поголема активност значи повеќе пари. Секако на крајот тоа се сведува. Со тоа што зачудувачки е фактот дека веќе Facebook има алгоритам кој што го користеле во текот на изборите и после самото завршување на изборите одлучуваат дека ова е за нас олеснување, супер, заврши изборите, се враќаме на старо. Ја распуштија практично единицата за интегритет и ги распуштија, тоа се телото што го имале за да се справуваат со овој тип на фейк њуз. И веројатно гневот на самиот нели сведок, на самиот цвиркач доаѓа токму од овој чин дека всушност се избегнува нешто што може да се коригира, односно да се избегнат тие поделби, лажни вести, негативни. Христијан, нема бегање, прашање само на ден кога веројатно тоа први ќе го направат американците, бидејќи таму се седиштата на најголемите компании социјални платформи, кога ќе се влезе во регулација на овие приватни компании, бидејќи се повеќе јасно дека тие се приватни компании, ама делуваат во јавниот интерес со толкаво влијание што државата, демократијата, системот не може да ги издржи. И тоа оваа борба и ова што ќе сведочи сега Хоган во Сенато е всушност собарање за регулација. Да. Па видите, генерално сите други медиуми се на некој начин регулирани. Ова е простор каде што Да, ма овие велат ние не сме медиум, ние сме само платформа за информации, а позади таа платформа се тие алгоритми кои што всушност генерираат уредувачка политика. Да. Бидејќи другите медиуми како ние на пример и така натаму мораме да се водиме од некакви норми и стандарди. Тие велат не, ние ништо не правиме, ние не произведуваме вести, само дистрибуираме. Ама нивните алгоритми во дистрибуцијата и уште како прават уредување. Ги дистрибуираат вестите, меѓутоа очигледно по сите овие сведочења кажуваат дека нема филтер во тоа дистрибуирање и некогаш можеби поттикнуваат дистрибуирање на вести кои што се негативни, неточни или поларизирачки, кои што поттикнуваат, како што реков, активности кај корисниците, конфликти и едноставно ги дезинформираат. Исто така ние се конкретно нели зборуваме за Facebook, меѓутоа во самите документи има истражување затоа што нели
самиот пат на Facebook е заедно поврзан, затоа што тоа се компании Instagram и WhatsApp се компании на Facebook. И падот се однесуваше на сите три компании. Во фајловите со истражувања, нели, има еден дел кој што кажува исто така и за Instagram, дека таму па сосема еден друг феномен има, дека луѓето кои што ја користат таа социјална мрежа, нивните психолошки, нели, на компанијата истражувања покажале дека се поттикнува знаете, лоша самодоверба, дури кај тинејџери, кај 13% од тинејџерите се поттикнуваат мисли за самоубиствени мисли. Знаете, тоа се податоци кои што ги располагаат, меѓутоа очигледно не ги коригираат своите постапки. Христијан Тасевски, благодарам многу. Се погоди баш вака згодно за Силиконска долина, за утрески брифинг овој пат вчера. Мислам дека помалку успеавме да разјасниме зошто е таа цела врева што се дигна и што всушност се случува. Благодарам уште еднаш.